Послание на апостол Павле до Галатјаните, 3 глава. О неразумни Галатјани, кој ве маѓепса да не се покорувате на вистината? Вас, пред чии очи Исус Христос беше јасно наслика на распнат меѓу вас. Само вас сакам да го дознам од вас. Преку делата на законот ли го добивте духот или преку пораката на верата? Толку ли сте неразумни? Откако почнавте со духот, со телото ли сега завршувате? Зарем залудно толку многу претрпевте, да беше само залудо? Оној пак, кој ви го дарува духот и прави меѓу вас чудеса, преку делата на законот ли го прави тоа или преку пораката на верата? Така, Авраам му поверува на Бога и тоа му се сметаше за праведност. Знајте пак дека оние што се потпираат на верата се синови Авраамови. И писмото, предвидувајќи дека Бог преку вера ги оправдува незнабожците, однапред му благовести на Авраам. Во тебе ќе бидат благословени сите народи. И така, оние што веруваат се благословени заедно со верниот Авраам. И сите оние што се од делата на законот под клетва се. Зашто е напишано: проклет да е секој кој не исполнува постојано се што е напишано во книгата на законот. А дека преку законот никој не се оправдува пред Бога се знае, зашто праведникот ќе живее преку верата. А законот не е од верата, туку зборува: кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. Христос не откупи од проклетството на законот, откако поради нас стана проклетство, бидејќи е напишано: секој да е проклет што виси на дрво. Така што благословот даде на Аврам да дојде преку Исус Христос врз незнабожците, за да го добиеме ветениот дух преку верата. Браќа, зборувам како човек и утврдениот човечки завет никој веќе не го растура ниту му додава нешто. Но ветувањата му беа дадени на Аврам и на семето негово. Не е речено и на семињата како за мнозина, туку како за еден, и на семето твое, кој е Христос. Ова сакам да го кажам: заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден од законот, кој е настанат 430 години подоцна, така што ветувањето би можело да ја изгуби силата. Зашто ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е според ветувањето, а на Аврам Бог му го дари по ветување. Зошто е пак даден законот? Тој е додаден поради престапите, додека не дојде семето на кое се однесува ветувањето и е предаден преку ангели, преку рака на посредник. Но посредникот не може да биде само посредник на еден, а Бог е еден. Па така, законот противен ли е на Божјите ветувања? Никако. Зашто ако беше даден закон, што ќе можеше да животвори, тогаш навистина оправданието ќе произлегуваше од законот. Но писмото сите ги затвори под грев, па преку верата во Исус Христос да им се даде ветеното на оние кои веруваат. Пред да дојде верата, ние бевме под стража на законот, заклучени за верата која требаше да се открие. И така, законот беше за нас воспитувач да не доведе до Христос, за да бидеме оправдани преку верата. А откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитувач. Зашто сите сте синови Божји преку верата во Христос Исус. Сите што сте крстени во Христос се облековте. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни роб, ни слободен, нема машко, женско, зашто сите вие сте едно во Христос Исус. А ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе и по ветување наследници.